Детското срце е чисто, како бисер во сино море, како цветна бојанка зелена, како најубав подарок од срце. Во сол за бисто, детското срце е чисто. Детското срце е чисто, љубов во себе има, безброј насмевки, радост и среќа, со широки раце прима. Детското срце е чисто, и сите ги сака. Каков и да си, црн, жол, бел, детското срце ќе те прифати без мака. А умните детски глави без број игри заедно играат. Ниеден по еден спомен редат, кој никогаш нема да изгуби. Детските срца се чисти, преполни со љубов, среќа и радост, разиграни, сол за бистри. За овие срца сите луѓе се исти. Другарство. Другарството нема цена. Вистина ли е? Праша не да. Другарството се сака како својата рака. Секој сака, другар заед. Барем јас сакам, така да е. Важни се чувствата на секој дете, а не желбата на едно дете. Сите да се однесуваат како другар верен. Така никој нема да биде повреден. И лошиот Марко од денес и тој добро се однесува. И насмевка на лицата на другите вети дека ќе донесува. Другарство. Другарство е како сонце, детски срце што ни грее. Другарство е радост, среќа. Најубава песна од срце што се пее. Другарството е богатство и со пари не се купува. Со постапки тоа полека се заслужува. Биди другар верен и во добро и во зло. Дружи се и подај рака, другарството е најубаво. Другарови со деца од целиот свет, жолти, црни, бели. Бојата на кожата нека не дели. Следуваат стихови на нашите другарчиња од основното училиште Толи Зирновис, а веднаш по нив и основното училиште Лукарич. Почитувани присутни, добар ден! Ние сме учениците од основното училиште Толи Зирновис и во оваа прилика ве поздравуваме и ве го честитаме патрониот празник од името на учениците и од сите вработени во нашето училиште. Јас сум Бисера Стемановска од 7-то одделение и се представам со мојата лична творба за книга. Пред мене стоиш ти, со шарени корици. Любопитноста расте. Што ли пише во днато? Го отверам со голема почет. Читам. Зборовите се нижат. Во тебе многу тајни се збрани. Од тебе учиме, знаеме, збираме. Со голема грижа треба да те чуваме. Ако веќе те прочитаме, може би плачеме или се радуваме, а на крајот со тебе се збогуваме. Но твоите шарени корици и твоите мудрости ќе останат врежени во нашите мисли и нашите срце. Јас сум Јана Насковска, 7-то одделение и ќе се представам со мојата лична творба Кумана. Градо мој мил, секој од нас во тебе топло гнездо свива. Нежен ко лука мала, сплотени во едно, секој од нас за тебе љубов дава. Гордост си наша, код цветови млади, секој од нас со љубов ке те гради. Чекориме смело, радост ни со лиците вика, сите заедно со тебе и волята не вика. Почитувани, во име на вработените и учениците од основното училиште Караджич Куманово, на нашите домаќини на основното училиште Христијан Тодоровски Карпуш, би сакале да им почеститаме патрониот празник со искрени желби за понатамошна и успешна соработка меѓу двете училишта. Јас, Александар Спасик, ученик во 7-то годишно одделение, и се представам со моја лична творба Есен Бескрет. Чувствувам летните есенски капки дожд да се знуваат по лицево. Се уште копнем под небе и чувствувам болка во срцево. Ожолтени лисја паѓаат во змокрава земја, еден шум слушнав,
Огън ми се пламна. Раце ме се стопили. Зивот ми се земя. Се въртам позади и те барам тој поглед. Тебе те нема. Вериот есенски ветрец ми гали скрените машни столби. Зошто ми го правиш ова? Ова навистина боли. Безболно поздигнувам, седувам на земјата, ја гледам и тагувам девојката. Јас сум Андреј Крстевски и ќе ви се представам со моја лична творба Прва сменка. Сестрона Тивко, прозрачна, милна, а како? Каза ви се мушна, никој ништо не слушна. Се стопи таа во желбата силна на детето што е гушна. Бела постелнина, разпослана на странките, а ене, на чистата белина, на снежната белина, со децата и санките, ќе започнат игранките. Денот многу игра ќе се сплете, игра на снегулка со дете, и под нозе и на срца снегот наводи прискача. Јас сум Сара Газелка, последната неделя ќе се сретнам со моја лична творба Месечина. Навечер на небо вика и навечер изгледа како слика. Из прозорецот ја гледам, играм и пеам. Жолта е по боја како косата моја, ги осетува боровите и ги краси боровите. Секој ја гледа и никој од неја не бега, пријателка е моја љуба, во срце во моја љуба свила. Старите велат дека младоста е нашата иднина. За младост и убавините на животот говореа Анастасија Спировска, Елеонора Стојановиќ и Никола Игњатовски. Повелете. Ние младите оров години, оров из цел свет. Ние младите срце пуштаме во далечен лет. Ние младите еден на друг рака си пружаме. Ние младите секогаш се дружиме. Ние знаеме што значи тоа еден со друг да се сака. Ние младите знаеме да се дружиме без мак. Зошто и ти, чичко стари, не дојдеш кај нас млади? Да видиш дека само со љубов ни се полни гради. Ајде и ти со нас. Радувај се на овој свет, на годините што пред нас идат. Радувај се на она што твоите очи ќе го видат. И тогаш во срцето, топлина ќе сетиш и на младите години верувај, повторно ќе се вратиш. Убавата страна на животот. Детски блесок на тоа ангелско лице, сладка насмевка што победува сечија тага. Во милните срца остава невина трага. Со ангелски крилја одлетува далеко од злото, а среќата не може да изгуби дното. Како пролет да расцути в поле, како поглед во небесниот шир, како пчела на цветен полен, сите ние го посакуваме тој мир. Сончева топлина милно ќе те згрее, еден славеј весело ќе запее, еден живот кратко ќе се опише, детска љубов во небо ќе дише. Детското срце нема граници. Како безбрojните морски широчини, така во детското срце длабочини. За искрена љубов, за деца и млади, сака подобра иднина секој да засади. Срцето љубовта ја шири, малку по малку секаде ќе навири. Како птиците во лет, радоста ја шират низ цел свет. Добрата мисла сака да ја сподели, триумфот за љубов на секој да се додели. Додека сме живи, за љубов да се слуша, радоста да извира од секоја детска душа. За љубовта твореа нашите поетеси Изидора Димитриевска и Христина Крстевска. За тебе. За мене безборда ми рече. Душа болка ме пече. За тебе. Венецот на љубови спомени плетам. За тебе сакам сиот свет да го шетам. Те сакам, тигрица ќе се сторам. За твојата љубов повторно се ќе сторам. И повторно ќе се борам. Замислена, чекорам тажна. Што се случува околу мене, не ми е важно. Очи на тажнина, очи на влажнина. За тебе, најмил мој. За тебе песни творам. Вечерта носи тажни мисли.
Вечерта спарна со известноста ме плаши. Дали тој ќе ми се врати? Дали повторно крај мене ќе спрати? Сакам да ги стоплам вечерните таги со мудроста на утрата драги, и надежда дека тој ќе ми се врати. Прва љубов. Кога ќе помине тој, срцево ми бие. Зошто така? Не знаш, срцево крие. Што е ова? Зошто само јас се мачам? Да беше планина па да сега да се качам. Кој ѓавол ме натера рака да му пружа? Па сега, затоа чудни мисли во глава ми кружа. Мозоков сега по улици јака. Како можам него да го сакам? Може би не, а може би грешам. Ве молам дајте лек, со што да се тешам? Се на шега, се на насмешка, на крај изнесе болка тешка. Љубов ли е ова, што ли е? Секоја ноќ тој на сон ми. Лоша надеж ме прогонува. Почнав ли со отворени очи да го сонувам. Така на срце лежи, ко товар на грб тежи. Знам ангел чувар, мене ме прати. Ако не сега, следниот пат среќата и кај мене ќе спати. Чист ми е да ги поканим и младите поети од основното училиште Гочо Рацин да ви представат дел од своето творештво. Погледате. Во името на нас, учениците и целиот наставнички колегиум на основно училиште Гочо Рацин, од се срце ви го честитаме патрониот празник. Јас сум Федора Гаврилович од 7 оделение и ќе сум се представам со мојата лична торба час по математика. Еве го, пристигна, и тој час по математика. Тој на мене ми представува многу голема проблематика. Штом професорот ќе ме праша, ќе одговораш ли Теодора? Јас единица да добијам мора. Доволно е само еден збор да кажам. Веднаш морам да признам, не можам да лажам. Ќе му кажам на професорот. Професоре, јас не учев за овој час. Пенкалото мрда во професоровата рака, а мене веднаш ми станува мака. Пенкалото сака да напише некој знак, јас знам дека единица ќе добијам пак. И професорот ми вели, од тебе ништо да биде нема. Раката ја мрда, пенкалото го спрема. Јас знам дека ниту овој пат да извлечам двојка нема и страв повторно почува да ме обзема. Од страв целата се тресам јас и еве единицата право од дневникот трас. Ја целата сум возбудена, но професорот сосема смирено ми вели: единица, седи, нека оди дежурниот по кредит. Уште една единица во мојата училишна кариера, тоа не е никаква премиера. Со бројките сум скарана, што да правам? Со нив јас не можам да се справам. Дома казната мене ме чека, која сигурно нема да биде мека. Звезда на небо. Небото февруарско, чисто, блеска, звезда. Ноќта тивка, зимска, усипува платина, висона што го векам месече. Диамантска, блеска, ми го осветлува патот кон вечност. Погледот возвишен горе, кон блескавото небо, на обичното звездано свет. Звездите ми се насмевнуваат со некој сјај и блесок во бескрај. Гледа се рај и илузија на живот. Во на небесна тишина, обсипано со бонзумско убаве. Сите скапоцени камења собрани на само едно место. Темно, волшебно, звезда. И трепера диамантите, кога им е ног постаз, ја обсипуваат со блажено убаве. Па ногта онака убава, звезда. Заносен трепет нежен, ми ги галат земјиците и се всобуваат во очите. Со услов да останам таму вече. Јас сум Ева Башевска од 7 оделение и ќе се представам со моја лична форма. Сонце. Еј, сонце над облаци што владееш ширно, што секој утре изгреваш и не гадиш милно. Тивко, те молам да ми подариш 3 од твоите сјајни, драгоцени зраци. Еден зрак исполнет со бескрајна надеж на безнадежните луѓе ти да им дадеш. Еден зрак со среќа и голема радост да се сретне луѓето во младост и во старост. И еден зрак со љубов, фрљивост нас, да ни ги грее срцето секој ден, секој час.